сакам добро утро и добре дојде на Јована Тренчевска, министерка за труд и социјална политика. Добро утро и како ви се допадна изненадувањето од дечињата? Одлично. Секојаш кога ги посетувам градинките, навистина чувството е посебно, затоа што таа искрена љубов, која што децата ја дават и таа искрена емоција, само кај дечињата можеме да ја најдеме. Тоа всушност беше во линкот представено што децата прават да им помогнат на дечињата од социјално ранливите семејства, но ако говориме што државата и институциите прават во таа насока, јас ќе споделам само информацијата која што е најнова. Имено во петокот собранието го усвои буџетот за 2023 година, со кој што 203 милиони евра се обезбедени за поддршка, се одвоени за поддршка на социјалните и ранливите категории. Токму така, околу 13 милиарди 172 милиона денари од вкупниот буџет на Министерство за труд и социјална политика е наменет токму за социјалните права, односно за социјално ранливата категорија на граѓани, што значи дека и следната година непречено сите граѓани кои што се наоѓаат во социјален ризик ќе ги добиваат своите, навремено ќе ги добиваат своите права, своите надоместоци од социјална и детска заштита. Изминува 2022 година, за која што слободно можеме да кажеме година на економска криза, со која што се соочи и нашето општество и сите други земји во светот. Меѓутоа пак во вакви услови владата со социјални мерки континуирано помагаше на ранливите категории. Министерството за труд и социјална политика обезбеди социјална сигурност на повеќе категории граѓани, почнувајќи од најмладите, се прошири листата на детската заштита и секако категоријата на граѓани на кои што посебно им е потребна помош. Токму така. Излеговме од ковид кризата и глобално, не само во нашата држава, глобално во европски, па и во светски рамки, се соочивме со уште една криза, економска и енергетска криза. Меѓутоа, следејќи состојбата со економската и енергетската криза, како одговорна влада, како одговорно министерство, креиравме два пакети на антикризни мерки, со кои што беа офатени, со двата пакети беа офатени скоро 600.000 граѓани, од кои што се имаат некаква ранливост или имаат ниски приходи. Во првиот пакет на антикризни мерки во март 2022 година, годината што изминува, ги офативме сите 330.000 пензионери со по 3.000 денари дополнително приход во нивните семејства и примателите на гарантирана минимална помош, кои исто така 3 месеци добиваа по 1.000 денари дополнително на нивната трансакцијска сметка. Со новиот пакет на антикризни мерки од 1 декември започнавме со исплата на дополнителни мерки кои што офаќаат поголем број на социјално ранливи категории. Тука се возрастните лица над 65 годишна возраст, кои по ниеден основ не оствариле право на пензија и државата им овозможува на нив да бидат вклучени во правото на социјална сигурност за стари лица, понатаму лицата со попреченост, над 26 годишна возраст, децата со попреченост, кои што примаат посебен додаток, самохраните родители кои што се приматели на гарантирана минимална помош, овде се стечајните работници кои што примаат надоместок согласно законот за материјално обезбедување, понатаму пензионерите со примања со пензии до 14.000 денари, и имаме една широка палета на права кои што се права од социјална заштита, кои што се офатени со овој пакет на антикризни мерки. Од друга страна, како Министерство надлежно за детската заштита, посветено работиме на зголемување на опфатот на децата во предучилишното образование и воспитание, затоа што децата кои што се вклучени во предучилишно воспитание и образование навистина покажуваат многу подобри резултати во понатамошниот процес на образование и исклучително влијание има врз нивниот раст и развој.
Во 2022 година отворивме 11 нови градинки, ја намаливме листата на чекање на оние дечиња кои што се уште не се вклучени. Продолжуваме да градиме градинки и во 2023 година. Вкупно од 2017 до денес имаме отворено 74 нови објекти, што значи дека во овие 74 нови објекти имаме нови деца вклучени во процесот на предучилишно образование. Паралелно со градење на инфраструктура, многу значаен сегмент за предучилишното образование и јакнењето на капацитетите на кадрот кој што работи во предучилишното образование, односно на воспитачките и негователките, за да можат целото она знаење кој што тие го стекнуваат да го пренесат на децата кои што се вклучени во овој процес и за да можеме да имаме квалитетно предучилишно образование и модерни услови за овој процес на образование, исто како и децата од земјите кои што не се репер, тоа се скандинавските земји. Новите градинки кои што ги градиме на вистина имаат одличен изглед, се енергетски ефикасни и снабдени со внатре во ентериерот им е согласно сите светски стандарди. Сега, после оваа грижа за поголем број категории граѓани, почнавме од најмладите, па и другите категории кои што се офатени, мораме да кажеме дека важен сегмент е и платата на работоспособното население. Во 2022 обезбедивте минимална плата од 18.000 денари на работниците, секако и вреднување на нивниот труд останува приоритет и во 2023 година. Тоа што е најавено дека ќе има ново покачување на минималната плата некаде во март 2023, која што би изнесувала околу 19.600 денари. Кои се најавите за следната година? Градиме системски решенија, не креираме популистички мерки. Системските решенија даваат резултат и во моментот, меѓутоа, многу поголеми резултати се видливи на долг рок. Мерки кои што ќе ги почувствуваат граѓаните и во моментот, но и понатаму. И долгорочно, затоа што кога градите систем, градите решение кое што секоја година дава зголемен приход или поголема плата за работниците кои што се на минимална плата. Во март 2023 година ќе имаме повторно согласување на минималната плата согласно новата методологија која што е воведена и очекуваме дека приближно 19.600, зависи се од податоците кои што ќе ги добиеме од Заводот за статистика после во јануари 2023 година и врз основа на тие параметри ќе биде пресметено и колку ќе биде покачувањето на минималната плата. Она што сакам да го потенцирам овде дека од 2017 година до сега минималната плата е покачена речиси 100%. Имавме во 2017 минимална плата од 9.000 денари. Денес имаме минимална плата 18.000 денари со системско решение, што ќе значи постојан раст на минималната плата. А со минималната плата растат и останатите плати. Затоа и последната објава на Заводот за статистика на просечната плата е 33.200 денари, што значи покрај минималната плата постојано расте и просечната плата. Дури и во услови се прави согласување така. Да, дури и во услови која нема да има инфлација како што имаме денес со економската криза, минималната плата постојано ќе расте, затоа што постојано ќе расте и просечната плата. И тоа е еден систем кој што ветува дека без разлика која влада ќе биде, кој министр ќе биде во Министерството за труд и социјална плата, имаме систем што значи постојан раст на платите. И ова е вистинска грижа за работниците, со оглед на тоа дека Министерството за труд и социјална политика во своето портфолио го има токму
грижата за правата на работниците. Ви споменавте пензионерите кога говоревме за мерките за помош на ранливите категории граѓани. Сега ќе ги споменеме повторно пензионерите во насока на тоа дека со септемвриските пензии на околу 330.000 пензионери им беше доделена повисока пензија за 6,8% согласно новата методологија воведена со последните измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување кој што стапи на сила во март 2022 и ова нема да биде, што би се рекло под наводници, последно зголемување на пензиите. Најавувате нови зголемувања и во новата 2023. Токму така, затоа и кога зборев за минималната плата, реков дека многу е важно да имаме систем и да градиме системски решенија кои што даваат резултат на краток рок, меѓутоа бенефит од граѓаните го чувствуваат многу повеќе на долг рок. Истото е и со пензиите, со новата методологија, која што заедно со Сојузот на пензионери ја креиравме и која што дава исклучително добри резултати која станува збор за раст на пензиите. Два пати во годината, решението е два пати во годината во март и во септември, со исплатата на мартовската и септемвриската пензија, да имаме усогласување на пензиите, што значи поголеми пензии, односно зголемување на приходот во сите оние семејства кои што се пензионери. Во 2022 година пензиите ги се усогласија, односно се покачија за речиси 10%. Во јануари 2022 година ги покачивме за 2,9%, во септември ги покачивме за 6,7%, што значи скоро 10% само во текот на 2022 година беа зголемени пензиите. Сега, во 2023 година во буџетот се предвидени финансиски средства за новите две усогласувања со исплатата на мартовската пензија и со исплатата на септемвриската пензија. Согласно проекциите, не значи дека точно толку ќе биде, меѓутоа, согласно моменталните проекции, ке некаде усогласувањето во март 2023 година ќе биде речиси исто, приближно исто како и усогласувањето во септември, што значи за неполна година дена, за 12 месеци, пензионерите ќе добијат покачување од 16,7%, што е историско најголемо покачување за еден таков временски период. Никогаш досега пензиите не растеле толку. Јас ги имам податоците овде кај мене. Минималната пензија во 2019 година, декември 2019, била 9457 денари, во 2020 година била 10.240, а во октомври 2022 година пензијата, минималната пензија била 11.525 денари. Значи, имаме покачување на минималната пензија од повеќе од 2000 денари. Новото покачување токму и ќе зголеми минималната пензија, меѓутоа ќе ги зголеми и останатите пензии, и просечната, и останатите пензии за, како што реков, во временски период од 12 месеци, речиси 16% поголеми пензии ќе добијат сите пензионери. И сега морам да споменам дека вие сега брегу бевте во студиска посета во Загреб, Република Хрватска, организирана под мотото "Заедно во заштита на менталното здравје на децата и младите". И сега целта на оваа посета беше размена на позитивни пракси од Република Хрватска за унапредување на положбата на младите, како и промоција на грижата за нивното ментално здравје. Ќе ни кажете нешто повеќе за искуствата при оваа посета и овде само ќе се надополнам повторно на грижата за најмладите и градинките, кратко за соработката со локалната самоуправа, која што е неминовна во овој сегмент, социјалните асистенти во образовниот процес и соработката со Црвениот крст, кога во насока да се стави под контрола и туѓата нега. Накратко за овие, три прашања ви поставив во едно. Али ќе започнам од соработката на локалната самоуправа со Министерство за труд и социјална политика во делот на детската заштита.
детските градинки се градат врз основа на добиените проекти на општините до Министерство за труд и социјална политика, односно оснивачи на детските градинки се токму општините. Врз основа на овие проекти кои што се усогласени согласно стандардите за градба на градинки, Министерство за труд и социјална политика ги вклучува општините во програмата за капитални инвестиции од областа на детската заштита. Исто и во оваа година имаме буџетски средства за капитални инвестиции и во социјална заштита и во детска заштита, и врз основа на овие проекти што ги доставуваат општините ќе градиме нови градинки. Со општините исто така соработуваме во делот на социјалната заштита, односно во споставувањето на услугите во домот за поддршка и помош на стари лица и лица со попреченост, односно со посебни потреби. Исто така врз основа на проекти кои што ги доставуваат општините, а ги подготвува администрацијата во општините, Министерство за труд и социјална политика склучува договори за соработка, односно меморандум за соработка со општините кои што се јавуваат на јавните повици кои што ги објавува Министерство за труд и социјална политика. До сега имаме речиси во 40 општини воспоставено услуги за помош и нега во домот. Најчесто се тоа услуги за помош и нега на стари лица, и тоа зависи од потребите на самата општина, односно што е она што за нив е важно и приоритетно прашање. Секако во дел од општините се спроведуваат ваквите услуги за лицата со попреченост, односно за помош и нега во домот на лицата со попреченост и отварањето, односно воспоставување на дневни центри за лица со попреченост, а имаме и дневни центри за активно старење, односно наменети за нашата највозрастна категорија на граѓани. Продолжуваме и поднатаму да ги поддржуваме општините со финансиски средства, а она што е најважно да се каже во делот на воспоставувањето на овие услуги е нивната одржливост, односно во моментот тоа го правиме преку заемот од Светска банка, а веќе во 23 година се планирани во буџетот на Министерство за труд и социјална политика средства за да можеме од кога ќе престане финансирањето од заемот, секоја општина преку управни договори склучени со Министерство за труд и социјална политика да продолжат да ја дават ваквата услуга на сите оние граѓани и да имаме одржливост на самите активности. Провајдери, односно даватели на услугите, најчесто се граѓански организации, вклучително во најголем дел од општините заради развиената инфраструктура и големиот број на расположлив човечки ресурси на Црвениот крст, најголем партнер во овие услуги се токму Црвениот крст и нивните општински организации во различните единици на локалната самоуправа. Во делот на посетата во Хрватска, навистина имавме инспиративни 2 дена посета на институциите во Република Хрватска. Се видовме со министерот за труд и социјална политика на Република Хрватска, со кој што имавме навистина на конструктивна средба и разговаравме за она каде може Република Хрватска да ни даде поддршка на нашиот пат кон Европската унија, со оглед дека тие веќе се членка на Европската унија, за полесно усогласување на нашето законодавство со европското и да видиме кои се тие позитивни пракси во делот на социјална заштита, на детска заштита, да ги превземеме токму од Република Хрватска од нивото министерство. Она што особено ми остави впечаток е мрежата на институции кои што се грижат за менталното здравје на децата и на младите, а во ист момент покрај децата и младите и на родителите. Живееме во едно стресно време, живееме во време неколку години со ковид пандемија, со економска криза и сето тоа остава има влијание врз менталното здравје на младите. Она што го видовме како функционира системот, затоа што е
област во која што се испреплетуваат надлежностите на Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство. Навистина, во 23-та година посветено ќе работиме на тоа да отвориме неколку центри за ментално здравје на младите, меѓутоа да работиме и со родителите, почнувајќи со младите од предучилишното образование, да ги научиме како да реагираат на различните видови на стресови и како да си го зачуваат своето здравје. Веќе сме во комуникација со Министерство за здравје, со клиника за психијатрија, како и заедно на таа студиска посета бевме со Филозофскиот факултет, со групата за специјална едукација, со психологија, Институтот за психологија, Институтот за социјална работа, така да заедно со сите, академија и Министерството, вклучително и граѓанскиот сектор, 23-та година ќе ни биде посветена на менталното здравје. Алармот е веќе вклучени за булингот во училиштата, ќе работиме и на булингот, за искуствата ги видовме во Хрватска како се справуваат, меѓутоа и тука имаме и во академијата и граѓанските организации што работат. Тоа се теми за кои што можеме да разговараме во новата година. Практично ова ваше гостување нека биде најава за следно гостување на овие теми кои што еве сега ги отворивме, а немаме време денеска да дискутираме за нив. Пред вас се голем број на предизвици, голем број на проекти кои што треба да ги реализирате како Министерство за труд и социјална политика во 2023. Јас ќе ви посакам многу успех, секако за добро на граѓаните генерално и секако ќе ви посакам среќни новогодишни и божични празници. Благодарам, дозволете ми и вам и на сите граѓани да им ја честитам новата 2023 година, да посакам пред се многу здравје, на успех, да имаме многу нови добри политики и да имаме повеќе приход во секое семејство. Ви благодарам за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам и вам на поканата.